Почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Според дефиницијата која ни ја дава УНИЦЕФ, се вели дека родовата еднаквост значи дека жените и мажите, а и девојчињата и момчињата уживаат исти права, ресурси, можности и заштита. Не само кај нас, туку воопшто на глобално ниво, оваа дефиниција не се почитува и сите сме свесни дека голем процент на жени и девојчиња се дискриминирани во однос на мажите и не ги уживаат истите права како нив. Ниту имаат еднаков третман, ниту еднаков пристап до сите ресурси, а најжално е што не се доволно заштитени во однос на оние штетни практики, како сексуална трговија, фемицид, сексуално насилство, семејно насилство, во кое посилниот го огнетува послабиот и така натаму. Поради овие причини, а и многу други, овој предлог стратегија за родова еднаквост е од големо значење и нејзината имплементација во секојдневниот живот би требало да придонесе до поголема заштита на жените и девојчињата, но и отварање на повеќе можности во различни сфери на општественото живење. Предлог стратегијата која се нуди е за период од 6 години и представува основниот стратешки документ со кој се воспоставува сеопфатна рамка со активности за унапредување на родовата еднаквост и унапредување на статусот на жените. И во неа треба да се препознае дека единствен начин за постигнување вистински просперитет во општеството е преку еднаквост меѓу мажите и жените во сите сфери на јавниот и на приватниот живот. Основата на самата стратегија поаѓа од Уставот на Република Македонија, со кој се гарантира дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободата и правите, независно од полот, бојата на кожата, расата, националното и социјалното потекло и верско уверување, имотната и општествената положба. А донесувањето на стратегијата е уредено со Законот за еднакви можности на мажите и жените, со кој се предвидува и усвојување на оваа стратегија во Собранието на Република Македонија. Самиот процес на изработка на стратегијата се надоврзува на процената за напредокот и влијанието на Националната стратегија за родова еднаквост од 2013 до 2020 и Националниот акцијски план за родова еднаквост 2018-2020, а се базира и на меѓународна национална правна рамка. Имено, Република Македонија е потписничка на Пекиншката декларација и платформа за акција, со која се обврзува на подобрување на статусот на жените и нивно зајакнување во јавниот и приватниот живот. Република Македонија е членка на Советот на Европа и ги дели заложбите на Советот за обезбедување на соодветно ниво на социјална заштита, особено за најранливите категории граѓани. Стратешките приоритети на стратегијата за родова еднаквост на Советот на Европа 2018-2023 се фокусираат на превенција и борба против родови стереотипи и сексизам, превенција и борба против родово базирано насилство, еднаков пристап до правда за жените, балансирано учество на жените и на мажите во донесување одлуки, заштита на правата на жените и на девојките, баратели на азил, мигранти и бегалци и интеграција на родовите политики во сите политики и мерки. Република Македонија учествува во изработката на стратегијата на Советот на Европа преку своји представници во Комитетот за родова еднаквост на Советот на Европа. Тука е и Конвенцијата за спречување и борба против насилство врз жените и домашно насилство, која е сеопфатен документ во областа на насилството врз жените, и таа представува основа и обврска, особено во активности кон препознавање, превенција и заштита на жените и девојчињата од насилство, како и од семејно насилство. Од 2020 година, со пристапувањето на Република Македонија кон НАТО, таа се обврза и за примена на принципот за внесување на родова перспектива во сите политики и мерки што се однесуваат на мирот и безбедноста, односно целосна имплементација на резолуцијата 1325 и сродните политики на НАТО за жени, мир и безбедност. Како и да е, документи на хартија имаме многу, но најважна е примената и најважно е девојчињата и жените тоа да го почувствуваат. Во Република Македонија, според националната правна рамка, прашањата за родова еднаквост од законодавен аспект се регулираат прво со Устав,
Потоа со посебен закон, односно тоа е законот за еднакви можности меѓу мажите и жените, и се вклучени и уште многу други закони, меѓу кои ќе го спомнам Законот за спречување и заштита од дискриминација, Законот за социјална заштита, Законот за семејство, Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство и други закони. Но повторно се на куп хартија, а во реалноста, иако во последните години се забележува одреден напредок во поглед на родовите прашања, кој меѓу другото се должи на имплементацијата на меѓународните стандарди и домашната легислатива, како и соработка со граѓанските организации кои се дел од оваа област, сепак предизвиците во поглед на родовата еднаквост се многубројни и родово базираната дискриминација, како на пример на работното место, пристап до социјалната инфраструктура за грижа на деца и лица на кои им е потребна грижа, стереотипни содржини во воспитно-образовните материјали, отежнат пристап до здравствени услуги наменет за жени, родово базирано насилство, се области во кои се уште се неопходни значајни подобрувања со цел да се надминат сите овие предизвици. Како за пример, во Република Македонија, повеќе од половина од жените на работоспособна возраст не се вработени, а ниту се регистрирани во Агенцијата за вработување. 62% од нив не бараат работа поради тоа што се грижат за семејството. Жените извршуваат 72% од неплатената работа поврзана со грижа за домот и семејството, децата, возрастните лица и лицата на кои што им е потребна поддршка. Повеќе од половина од времето што жените го посветуваат на работата, значи е неплатено, а нивната платена работа е помалку вреднувана. Жените со високо образование заработуваат 22% помалку од мажите со високо образование. Иако во просек жените се пообразовани од мажите се мнозинство од работодавците, дури 78%, а само вработените 82%, додека повеќе од половина од неплатените семејни работници се жени. Податоците покажуваат дека се уште сме далеку од родова еднаквост и затоа неопходни се системски промени кои водат кон унапредување на статусот на жените во општеството, а со тоа и на родовата еднаквост во нашата држава. Така, например, во однос на работничките права според истражувањата, податоците покажуваат дека жените се многу повеќе изложени на родово базирана дискриминација на работното место во однос на мажите, а тоа се докажува и од сведоштвата како, например, за да не ја изгубам работата, бев принудена да се вратам на работа 14 дена откако го родив своето дете. Или на интервју за работа ми кажа дека работата не може да ја работи жена, бидејќи жените се помалку интелигентни од мажите. На истата работна позиција, за истите работни обврски и на ниво на образование, заработував 3000 денари помалку од мојот колега и така натаму имаме многу такви сведоштва. Родовата базирана дискриминација со која се соочуваат жените на работното место е поттикната од сексизам, од родови стереотипи кои сугерираат дека репродуктивната улога, грижата за децата и домашната работа се во конфликт со работната средина, бидејќи од страна на работодавците и менаџерите се доживуваат како бариера за кариерен развој и напредок. Бременоста останува ризичен кариерен чекор. Жените се честопати принудени да избираат помеѓу да одат на работа или пак да основаат семејство, а оваа одлука понекогаш е условена и од нивните работодавци. Тие се казнети со пониски работни позиции и бариери при унапредувањето, како и со пониски плати во споредба со мажите, само затоа што се жени и имаат репродуктивна улога. Во извештајот на Комисијата за заштита од дискриминација се вели дека жените се почесто и повеќе се обраќаат до Комисијата за заштита од дискриминација. Таква е реалната слика кај нас, за жал. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија е истакнато дека е постигнат одреден напредок во однос на еднаквоста, но сепак уште многу треба да се работи во однос на ова прашање. На крај, сакам да кажам дека ние како опозиција секогаш поддржуваме што е добро за граѓаните и заштита во случајот на жените и девојчињата, па така ја поддржуваме и оваа стратегија. Благодарам.